Наврата ни тропаат локалните избори, партиите веќе ги кажуваат своите кандидати, но на понудата им се приклучија и независните кандидати. Зато тука со нас е Билјана Ивановска. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Минатиот пат кога бевте во ова студио, вие бевте тогаш говоревте со мојот колега, ако не се лажам, Дејан Србиновски, за приликите околу антикорупцијската комисија, нели се она што се случуваше во изминатиот период, и тогаш помислив ја дека вие сте влезени во една комфорт зона и дека виднина ќе ве имаме како еден одличен соговорник кога нели треба одредени работи да се коментираат, но ви изненадивте, излеговте од таа зона комфортна која сите сакаме нели да се најдеме и решивте да се кандидирате за градоначалничка на Центар. Зошто? Што ве мотивираше? Па еве на прашањето да почнам со прашање. Дали можете да живеете во комфорт зона кога се околу себе гледате како пропаje, како се девастира? Не, ја никош не сум бил у комфорт зона. Значи, има некои се. Мене ме опишавте дека ја можам сега фино лагодно да си живеам во комфорт зона. Да, можам. Меѓутоа не можам да бидам мирна кога секој ден мојата околина каде што живеам и потесна и поширока ми предизвикува фрустрации. И не само мене, тоа не е само моје лично чувство, туку и на моите сограѓани. И како можам јас сега да бидам така, да живеам у комфорт зона, да, мене ми е супер и баш ми е гајле. Значи, едноставно, мојата одговорност тоа не го дозволува, затоа што јас не сакам таква општина, сакам општина која што ќе понуди квалитетен и достоинствен живот за граѓаните пред се, општина која што ќе биде отворена кон граѓаните, кон нивните потреби, кон нивните проблеми, кон нивните идеи. Така што она што го имам досега како искуство, животно, голем дел работно, на 35 години работно искуство, во институции кои што имаат контролна функција пред се, како што е Државен завод за ревизија, Државна комисија спречување корупција, ревизорското тело за ИПА фондови каде што работам и сега, институции кои што постојано прават проценка на ризици во функционирање на системот, откриваат слабости, даваат препораки, сето тоа ме охрабри дека можам да имам свој придонес, да дадам свој придонес за подобрување на условите во општината во која што живеам, истите да се променат. Бидејќи сето мое знаење и стекнато искуство и капацитет што го имам, ми дава за право да кажам дека јас знам подобро како се управуваат јавните пари, а не примерот како до сега гледавме дека се управуваат јавните пари, од една страна, но и како се располага со јавните добра во општината, бидејќи сето она што го видовме досега поставува еден висок ризик од разнебитување на тие јавни добра, бидејќи тие се неповторлив ресурс. Ги губиме и крај. И затоа сметам дека во општина Центар има луѓе со отворен ум, со отворено срце, кои што знаат да препознаат и честност, и искрозност, и пред се желба за промена, позитивна промена во својата општина. Тоа е тоа. Сум човек кој неголемиот дел од животот има живеено во општина Центар. И добро знам колку е тешко ви да се справите со притисокот кој доаѓа однадвор. Кој ќе кажам однадвор, тоа е повеќе димензионално. Значи, луѓето излегуваат во Центар од другите општини скупски, луѓето од целата држава доаѓаат во општина Центар, туристите доаѓаат во Центар, значи тоа е една гужва која многократно ја надминува бројката на самите жители на општина Центар. Луѓето доаѓаат да работат секој утро нели во Центар, така да како да кажам, Центар е за целиот град и за целата држава. Од друга страна, квадратниот метар е градешен е највисок во општина Центар и благодарение на тоа урбаната мафија во последните 20-30 години го зема својот данок и нели од една модерна социјалистичка како да кажам градба која доминираше до 90-тите години, сега имаме една фавелизација на центарот на Скопје и градење на згради на места каде што очигледно не име местото. Како мислите со тоа вие да се справи? Со урбаната мафија? И со урбаната мафија и со прекомерната гужва која се создава. Видете, знаете дека во Лондон над 1 милион туристи дневно го посетуваат, па ништо не му фали.
А добро, Зошто? со бил не е да не му фали сега, ама е скапо. Може би затоа. Значи се може да се уреди. Тоа ми беше првото прашање. А урбаната мафија во мене нема да најде сојузник. Значи јас првин со мојот интегритет се спротивставувам на урбаната мафија, бидејќи таа си бара урбан мафијашки мозок. Значи кога тие две работи, мафијашкиот мозок и урбаната мафија ќе се најдат на иста фреквенција, може да функционираат. Значи со мене не може да функционираат, така што тоа отпаѓа. Тоа се што било да се сработи во интерес на поединци, завршува. Значи, ние сме сега тука да работиме за јавен интерес, да го племениме јавниот простор. Значи, се што е во интерес на граѓаните, тоа да го сработиме, а не во интерес на поединците. Добро. Сега, дали верувате во победа? Дали е возможно да се победи како независен? Јас верувам во победа, затоа што мислам дека доколку државата обезбеди фери демократски избори, зашто да не? Народот бара промена од сето ова. Значи, луѓето веќе им е здосадено да бидат во улога на жртва и да кукаат, постојано да кукаат. Значи, сите сакаат промена. Да. И во анкетите што се ги спроведувавме на времето додека работев антикорупцијска, кој им е најголемиот проблем, фактички невладиниот сектор што ги спроведуваше за нас, кој им е најголемиот проблем, тие не велат веќе ни сиромаштија, ни глад, ни невработен, викаат корупција. Корупција значи, доминираше на изминатите избори, да. Значи едноставно тоа е рак рана на општеството што мора да се евроинтеграција падна на некое 7-мо место, а корупцијата се издигна. И за евроинтеграциите знаете дека во скрининг процесот немаше поглавје каде што не бевме ние присутни. Значи секаде моравме ние да се произнесеме, ние сега се уште сум во улогата на антикорупцијска, мислам во тој период, не сум инаку. Мораше антикорупцијска комисија да се произнесе за секое поглавје, какви ризици гледа, какви слабости гледа и какви препораки дава. Значи не може без борба против корупција, без совладување на тоа општо зло, нема напредок. Сега, значи верувате дека може да победите доколку државата обезбеди нели фер изборен процес. Дали е изборниот процес фер, како што е во моментов, нели донесува некоја одлука со 2 потписи да може да се кандидирате на изборите. Значи, дали тоа го мекнува? Значи тоа е многу дискутабилно. За тоа прашање мислам дека прав одговор треба да дадат одговорните од тие надлежни институции, но за жал и од таму не можеме да слушнеме некој точен и прецизен одговор. Да. Така што некако се чувствуваме дека сме во заложништво до последен миг. Да, и многу е нејасно некако, несигурно. Нејасно и несигурно. И уште повеќе што најзначајните институции во државата, како што е собранието, не постапи по препорака на Уставен суд и не ја пополни таа правна празнина во законот, во изборниот законник. Да. Мислам, тоа е целосно непочитување на една до друга институција. Тоа е врвот на државата. Уставен суд, собрание, тоа е врвот на државата. Тие меѓусебно ако не се почитуваат, каде? Немам што повеќе да додам, но и ние сме затечени. Кажите ми, дали се сметате за жртва на политички прогон на повикување на распит во обвинителството во моментов само што ја објавивте, нели, кандидатурата? Јас само споделив нели што ми се случи, ја не сакам да гајам такво чувство во себе, затоа што знаете, ако е тоа така, кој сака да сее страв, жее гнев. Да. А стравот и гневот се многу лоши вибрации кои што водат назад, а не напред. Кај нас се уште важи она власт се освојува, ама демократија уште многу треба да се учи. Како и да е, јас имам тука да искоментирам неколку ситуации кои што, да речам, мене ми се нелогични, поврзани со тој случај. Зашто се работи? Например, ако лицето за кое што ние сме отвориле предмет пред 3 години во Државната комисија било незадоволно од начинот на кој што бил предметот отворен и споделен со јавноста, сметам дека би реагирал веднаш за работењето на комисијата, а не сега после 3 години. Второ, зашто е пријавата кон мене лично, кога комисијата е колективно тело? Јас сум била председателка со обврска да ги потпишам сите документи генерирани од страна на тоа колективно тело. Трета работа, зошто од 25 јули
Колку време му треба, нели, треба на поканата за да стигне 20 дена ли се потребни за да стигне, за да ја добијам поканата и зошто оди тоа преку полиција? И дали сите покани од 25 стасали на 14 кај поканетите? И дали сите преку полиција биле? И зошто, на пример, се доставува со полиција, кога тој начин на доставување се употребува само во исклучителни ситуации, кога лицата се недостапни. Овие ми се така нелогични работи, иначе другото... Кои што би можеле да наведа дека се работи за нешто друго. Другото, не знам што да кажам, само знам едно, моето животно искуство ме научило дека секој што има некаква лоша намера, ама по дефиниција ќе си ги добие назад негативните последици како бумеранг. Па кој има лоша намера, нека си мисли, како да речем. Мислам, јас ништо не сум направила нешто од кое што се плашам или не знам што. Мојата работа била јавна, транспарентна, секогаш достапна за јавноста преку вас медиумите, така што тоа е тоа. На крај има едно прашање кое многу одамна сакав да го поставам, но не сум имал прилика, бидејќи овој прв пат да разговараме ние двајцата, секој што некои мои колеги пред мене ме претркнувале, па имале интервју. На крај на една година вие направивте извештај како директорка на ДКСК и рековте 54 биле представки биле поднесени од 60 до јавно обвинителска комисија. Или 60, така. Исправете ако грешам, значи ова сега поминато е време за да ја бидам екзактен. Па и да се 54 не е важно. Може били 58, не е битно. Значи голема бројка на представки, обвинителството не е покренало до тој момент барем ни едно обвинение. Зошто е тоа така? Кој е сега тука виновен? Вие сте виновни, не сте ја сработиле вашата работа или обвинителството не ќе да се работи својата работа? Знаете како, сега тука има повеќе причини. Причините за постапувањето на обвинителството. Кои се ризиците од ранливост на целиот правосуден сектор и судство и обвинителство, ние многу убаво ги опишавме и подготвивме цел документ со помош на мисијата на ОБСЕ во Скопје и таму е се опишано со кои проблеми, со кои слабости се соочува обвинителството. Дали немаат кадар, дали немаат опрема, дали не дадат. Значи сите тие работи се опишани таму. Меѓутоа, еден од проблемите што ја мислам дека е клучен и што треба да се смени во иднина е тоа што во нивниот закон стои дека тие од почеток мора да ги обезбедат сите документи за одреден предмет, што многу ја одолговлекува постапката понатаму. Што сакам да кажам? Во услови кога ние им доставуваме предмет сработен од наша страна, прибрана документација, полн регистратор со документи или со можност да ги земат од кај нас, или дури и ситуации кога две институции стојат, и ДЗР и ДКСК стои за тоа, тие повторно од почеток земаат да ги собираат документите. Законот вели дека тие самите мора да ги соберат. И тука веќе се одолговлекува работата. Мислам дека тука може да се најде поефикасен начин на делување. Еве ги последиците. Април 21 ние до обвинителството поднесуваме кривична пријава за кулите Холидеј. Тогаш немаше ништо, паркингот беше празен. Значи тој предмет не да е чист, тој е почист, само Господ знае колку е чист. Дека не е во ред тој детален урбанистички план. Дека тој детален урбанистички план не е усогласен со генералниот урбанистички план. Таму е се незаконско. Пренаселеност, густината, до прва последици ќе гледаме ние, кој ќе изградат, кој ќе фатат луѓето да се фрустрираат. Дека покрај кео што се гледа. Да, за тие зборува. Тој предмет се уште не излегол на виделина, кулите се градат, и што кога ќе излезе, да. И кога ќе излезеш, а пазите, таму поминува оската на земјотресот. Таму, не знам, имало зграда на факултетите или како било, не знам, јас сум после земјотрес родена, но долго време тој простор стоеше празен од таков ризик. Ја не знам и како... Неке трусно подрачи. Да, ја не знам и како или пак е Лимак, исто кај Лимак, железничката станица срушена и така натаму. Тука дадени дозволи огромни кули да се прават, со не знам колку спрата. Да, па високи се многу, да. Да. Значи, едното со другото не оди. Последиците од таквите решенија за чиј именител е профит, ќе паднат на терет на граѓаните, на судбината на граѓаните. Сега да прашам сега, и Лимак и ова што велите покрај кеот,
тоа се изградени објекти со продадени станови веќе. Сега, Со тоа е. продадени деловни простори. Па како Тоа е. тие тоа да го Значи, враќате назад? Значи, јас само едно сакам да кажам. Светот и векот од нас не почна. Треба да се завртиме назад малку, да видиме која е историјата на нашиот град. Не може во Котлина, како што е Скопје, да има такви згради, толкави високи згради, да нема никаков Не треба да сме архитекти на крајот на криштот. Тоа е тоа. Втор пример. Имавме пријава за треска. Ја нема пријавата. Мислам, се уште предметот не е излезен. Во треска 100 дрва се исечени. Наполитанките се градат. Кој живот ќе го имаат тие луѓе тамо? И воопшто сите ние, затоа што тамо ќе се запре протокот на воздухот, водно и така натаму. Па имавме друг предмет за поврзан со општина Центар, се вака сакам да ги кажам предметите. За 1 евро метар квадратен. Како може да планира некој, нели, да црта детален урбанистички план, кој што не е во согласност со генералниот урбанистички план? Зашто не се земаат лиценците на тој планер, на пример? И такви некои прашања, значи ние суштински проблеми покренавме со комисијата, со Државната комисија за спречување корупција, од кои што требаше да се почувствуваат ефектите. Со непостапувањето на обвинителството од било какви причини. Еве од тие нека си ги кажат причините, да не навлегувам понатаму. Јас само она што знам го кажувам, можеби постојат и други. Последиците ќе бидат далекосежни. Овој наш град не може да го поднесе, да ја поднесе оваа тортура од бетон што му се прави. Ова е жално. Ова е добро и за наслов. Да. Билјана Ивановска, ви посакувам многу успех Ви благодарам на вас. во изборната трка и ви благодарам за овој интервју. Се надам дека повторно ќе дојдете тука кај нас. Ко градоначалник. Разговарам. Поајте. Зошто да не? Да, ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас пријатно.